Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството Илија Стоилев, поранешниот министер за локална самоуправа во владата на Љупчо Ѓоргиевски, джевдет на Суфи од струга. И уште 3 лица се опфатени во истрагата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, за подкуп околу потпишување договор за финансиска програма преку ИПАРД програмата. Стоилев потпишал договор за користење на финансиски средства со фирмата на Суфи, кој е првоосомничен и покрај тоа што не исполнувала услови, откако тој претходно му ветил награда од 50.000 евра. Вчера во кеш на рака добил 400 евра, кои биле пронајдени по извршениот претрес. МВР информираше дека сите се уапсени, а меѓу нив има и службеници од УЈП и Министерството за земјоделие. Првоосомничениот управител на правно лице од крајот на февруари до вчера, искористувајќи ист траен однос и исти прилики во повеќе наврати, директно и преку посредници му ветил подарок парични средства од значителна вредност на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. Останатите тројца осомничени, од кои еден даночен референт во УЈП РД Скопје и еден државен службеник вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, побарале и го поттикнале директорот на агенцијата да изврши службено дејствие, што не смеел да го изврши. Акцијата ја поздрави и премиерот Христијан Мицкоски со порака дека нема да се толерира, како што рече, вакво девијантно однесување. Упати и повик до сите на кои им било побарано мито, тоа да го пријавуваат за да може институциите да постапуваат. Тоа нема да се толерира, знаете, во минатото имавме и уште неколку вакви случаи, меѓу другото ќе го потенцираме случајот со директорот на гериатрија и слично. И ги повикувам сите граѓани, бизнис заедници и останатите засегнати, доколку се жртва на ваков тип на однесување на било кој, да го пријават. Еве, ги охрабрувам тоа да го пријават, затоа што нема поголема штета за едно општество од ваков тип на девијантно однесување. Директорот Стоилев, поранешниот министер на Суфи и останатите тројца осомничени денеска се спроведени во Скопскиот кривичен суд и обвинителството за нив бара притвор.